Жителите на населбата Дервенски поток се револтирани што им стигнуваат сметки за радиодифузија, а тие откако купиле телевизори, македонската радиотелевизија не ја гледаат. Причина за ова велат се високите карпи меѓу кои лежи населбата и кои спречуваат од предавателите сигналот да стигне до нивните домови. На шега велат дека антените треба да ги постават во една точка на центарот на улицата, бидејќи само таму успеале да го регистрираат телевизискиот сигнал. Сепак управата за јавни приходи секој месец им ги доставува сметките. Со обврска да платат 190 денари. Ја не знам како тоа може, нешто што не користиш, а да го платиш. И се не задолжија преку УЈП таму. Сметките си течат, пари зашто да даваме, не ми е јасно. Барат, од кај да платам? И кога не гледам, ајде да гледам да платам. Зашо да платиш? Немам, еве интернетот, си го плаќа детето, синот. Си плаќа и си има преку интернетот, нели тоа која кабловска или како користи и тоа. Иначе ваа телевизија нема. Од подамна се жалеле до државната телевизија и Советот за радиодифузија, но велат, иако нивни представници дојдоа и се уверија, сепак сметки и понатаму стигнуваат на нашите адреси. Само еден од соседите самостојно се жалел, ги исчитал сите закони и ги поминал сите институции, па после долго време успеал да ја истера правдата. Па од февруари Советот го ослободил од плаќање такса. Неговиот пример планираат да го следат и останатите жители на улицата Вера Церивири. Слика никогаш не имало, нити има. Слушам дека Долни Дојчане биле ослободени целосно од такса. Очекувате и вие да ве ослободат? Па нормално, нека доја и насвете, ако треба ќе одиме и ќе докаже, ако треба ќе собереме пари, ќе викнеме, отека ќе испитаа дека нема ништо, никако прием нема, ништо нема. Инаку ваквите проблеми треба да заминат во историјата со целосната дигитализација на телевизијата, со што сите без разлика каде живеат ќе имаат сигнал со ист квалитет, ако ја започнува од 1 јуни. До сега такса не плаќаа само домаќинствата во кои има слепи или глуви лица и оние до кои не стигнуваше сигнал.